Станува збор за остатоци од крстосувачки ракети КХ-55, лансирани кон Украина од страна на Русија. Во форензичкиот центар во Киев, инспекторите бараат серијски броеви. Начальні цифри затерти, бачите, тут затерти, теж. Но целиот број се наоѓа под крилото. Дали ова може да биде клучот за докажување дека Русија користи украински ракети за напад врз Украина? Нью Йорк Таймс цитираше украински генерал кој вели дека крстосувачките ракети од советската ера, кои Киев и ги предаде на Москва, според договорот потпишан во 1999-та, сега ги користи Русија. Во април, во близина на Киев, беше заборен КХ-55. Неговиот серијски број можете да го видите на фотографијата. Тимот од Шеми, истражната единица на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа, пребаруваше во архивите за да го најде бројот. Договорот од 1999-та ги наведува сите 575 ракети КХ-55 кои беа предадени. Ракетата соборена во близина на Киев е број 298 на листата. Првиот цврст доказ дека Русија навистина ги користи овие проектили за да ја напаѓа Украина. Наскоро најдовме повеќе. Овој проектил падна во градина во Киев пролетта. Я почула вибух, на вибух ми прокинулися. І потім вже сусідка подзвонила, що в нас горить на городі. І хотіла бігти тушити, а зять кричить, куди тушить, визивайте поліцію. Ракетата сега е во форензичкиот центар во Киев. Тоа е бројот 37 на листата. Овој проектил падна во езеро во близина на Киев. Тоа е бројот 275. Ова е последица од ракетниот напад во Киев кон крајот на минатата година, во кој загина една жена. Овој проектил беше број 472 на листата. На кухню залетіло саме великий кусок розміром як автомобільчик смарт, не менше. Два поменше лежало тут, як автомобільні двіжки, отаких діаметрів. От людини нічого не залишилось. Бо пішли пожежники, рятувальники з носилками і вийшли з пустими носилками. Кого там збирати нікого не було. Најдовме повеќе од десетина проектили, користени од Русија во нападите врз Украина. Во списокот на проектили, што Киев и ги предаде на Москва во 1999 година. Некои од нив не носи амуниција и едноставно беа искористени за да се преоптовари украинската воздушна одбрана. Но тие сепак направија штета поради нивната тежина и експлозијата на горивото. Ну, по-перше, вони вже застаріли. Точність них дуже намного гірше, ніж нових ракетах крилатих. Застосовують все, що можуть. Все, що можуть. Нові ракети це потребує час вироблення. Якщо їх достатньо велика кількість, які можуть літати, то будуть пускатися. Русија и Украина го потпишаа договорот во октомври 1999 година во Јалта на Крим. Тоа е дел од Украина кој моментално е окупиран од Русија. Според договорот, Москва ги отпиша долговите на Украина за испораките на руски газ во замена за 11 стратешки бомбардери и крстосувачки ракети. Многу високи украински функционери од тоа време одбија да разговараат со нас за договорот. Но Володомиро Хриско, тогашен шеф на единицата за надворешни работи во украинската председателска администрација, не го стори тоа. І це була вимога американців, щоб ми передали цю зброю росіянам. Це була одна з умов того, що ми фактично стаємо членом міжнародного співтовариства, бо інакше нам погрожували економічними санкціями і багатьма іншими бідами. А тоді, згадайте, економічна ситуація в Україні була жахливою. Но тогаш американскиот амбасадор во Киев го отфрла ова. Тој ни кажа дека одлуката на Украина е поврзана со договорот СТАРТ за намалување на оружјето подпишан со Советскиот сојуз во 1991. From our point of view,
that transfer effectively constituted elimination in terms of Ukraine's requirements under the START Treaty. As I said, the American preference would have been to see those bombers eliminated, chopped up. But what the Ukrainians did was in line with the treaty. Што и да доведе до одлуката, на неа може да се гледа сега како трагична, бидејќи украинците ги трпат нејзините смртоносни последици со секој бран по бран руски напади.